На 17 април, в четврток, со почеток од 20 часот, ќе се одржи хуманитарен концерт на Тамара Тодевска со цел собирање средства за семејствата на починатите и повредените во трагедијата која ја потресе Кучани. Концертот ќе се одржи во МКЦ Скопје и ќе биде можност за сите нас да покажеме хуманост и солидарност во овој тежок период. Тамара Тодевска, како една од најпопуларните и најценетите македонски изведувачи, ќе настапи со посебен концерт, исполнет со македонска музика и песни кои ќе ги соединат срцата на сите присутни во знак на поддршка за градот и неговите жители. Целта на концертот е да се соберат средства за помош на семејствата кои го загубија најблискиот, како и за оние кои се повредени и се во процес на опоравување. Вашата поддршка и присуство ќе бидат од огромна важност за граѓаните на Кучани во овој тежок момент. Во деновите што следат ќе се објават повеќе информации за влезниците и начинот на кој ќе може да се набават. Повикуваме сите љубители на музиката и хуманоста да се приклучат на овој важен настан и да дадат свој придонес во оваа заедничка солидарна акција. Во малку задоцнато видео по повод 8 март што го објави принцезата од Велс Кейт Мидлтон, напиша дека природата била светилиште на нејзиното семејство во текот на изминатата година. Пишувајќи на Инстаграм, Кейт ја сподели својата желба да ја слави мајката природа и важноста на нашата врска со природниот свет. Видеото, објавено покрај нејзината порака, главно прикажува снимки од различни природни средини, како и некои снимки од нејзината рака како топира дрво и од Вилијам како шета кучиња во Нортфолк минатото лето. Кейт напиша: "Во текот на изминатата година природата беше наше светилиште. Овој ден на мајката, да ја славиме мајката природа и да препознаеме како нашата врска со природниот свет може да помогне не само да го негуваме нашето внатрешно јас, туку и да се потсетиме на улогата што ја играме во богатата таписерија на животот", рече таа. Принцесата во јануари објави дека е во ремисија по завршувањето на курсот на превентивна хемотерапија по дијагнозата на канцерот. Маринко Колнаго, басист и еден од основачите на легендарниот бенд Нови Фосили, почина на 83 годишна возраст по кратко и тешко боледување. Легендарниот југословенски бенд се повлекува од сцената по 5 децении, не звучи убаво кога велиш ова е збогом. Драги пријатели, со голема тага објавуваме дека нашиот добар и драг Маринко не напушти. Неизмерно ќе ни недостига Маринко. Маринко, ти си за секогаш во нашите срца, стои во објавата. Маринко е роден во 1942 година. Маринко порасна во креативно семејство. Неговата мајка Зора, русинка од Санкт Петерсбург, била балерина и кореограф, додека неговиот татко Феранте Колнаго, италијанец од Сплит, бил успешен фудбалер на Хајдук и југословенски репрезентативец. Семејството често се селело, а по војната живеело во Задар. Двете представи на култното шоу "Глумците пеат", што требаше да се одржат на 8-9 април во МНТ, се презакажани за 8-9 јуни во истиот театар. Одложувањето е заради трагедијата во Кучани и, како што наведуваат од продукцијата, во овие моменти не е време за радост и песна. Тие во трагедијата изгубија член од тимот, односно пратечкиот вокал Сара Пројковска, додека вториот пратечки вокал Ана Костадиновска е повредена. Трагедијата сите не погоди и од почит кон жртвите и повредените, но и кон целата нација која тагува, одлучивме да го одложиме шоуто. Сцената е место за радост, смеа и песна, а нам во овој период навистина не ни е до тоа. Се надеваме дека нашата верна публика ќе има разбирање за оваа одлука, ни изјавија организаторите. Инаку, за сите кои нема да бидат во можност да присуствуваат на новите термини, возможна е рефундација на влезниците и тоа на продажните места каде што се купени во период од 28 март до 10 април.